извини. Добар ден, криптоентузијасти. Како што ветивме, со Никола Давидков, модераторот од Криптовалути Македонија. Се наоѓаме повторно на нашиот подкаст Криптомуавети. Имаме некои интересни теми за денес, кои што ќе може да ги погледнете. Значи, чисто да оставам прво, ако сака Никола да каже добро вечер. Добро вечер и од мене, да ги поздравам гледачите. Како што се договоривме, одржуваме уште една емисија каде што ќе образложиме некои наши гледишта и секако во склад со моменталните случувања на пазарот и прашањата што ги поставивте. Мене ми е мило што сум повторно гостин на каналот Криптогемиџија, така да претплатете се и слободно учествувајте, да има интеракција, значи вклучете се во дискусијата дали на Facebook, дали на YouTube, на било која платформа. Тука сме за македонската заедница. Значи, момци, како што кажа Никола, иако тоа преплатите се малку по лошо сватено од нашата заедница, значи нема никакво плаќање со однесува на subscribe. Во секој случај знаете и сами дека каналот Криптовалути Македонија Да, работи уште многу пред мене на едукација на луѓето кои што сакаат да научат нешто за крипто, но поентата и идејата како на мојот канал, така и на работата на Криптовалути Македонија заедно со оваа емисија, уствари да одговориме на некои прашања кои што се заинтересирани на јавноста, да постават некои прашања на кои што можеби ќе дадеме некоја кларификација на она што сакаат да го знаат. И нормално пред да продолжам, значи може да погледнете кај мене во позадина. Значи, на кој му смета сонцето, грее за сите нас. Овој е македонски канал, ова е македонска група, кој му смета има од локалниве земји, може ќе најдете некој подобар материјал, нели? Како и да е, значи ние сме македонци и така и ќе продолжи целата оваа ситуација. Сега, денеска ќе поразговараме за short и long squeeze, со тоа што јас ќе дам техничко објаснување, потоа Никола ќе се надополни во однос на она што сака да го каже, со тоа што дополнително ова ќе биде проследено и со оној опортунитетен трошок од неинвестирање во криптовалути, пропуштање на сериозна лукративна прилика во блиска иднина, што нели е нешто што Никола сака да го додаде. Потоа малку ќе поразговараме во однос на федералната политика во Америка и како е тоа поврзано со моменталниот почеток на 2023 година, оно што го гледаме, оној подем на пазарите, што е на некој начин ова е прелуд, нели, најава на следниот состанок на Федералната резерва, кој што ќе биде 31 јануар и 1 февруар, што е многу битен, клучно битен за оваа година. Потоа ќе спомнеме малку и околу CBDC и крипто, односно овдека би сакал повеќе да го спомнам она што го најавува ВЕФ, односно Светскиот економски форум, нашите омилени, и на кратко исто така ќе спомнеме се ова за споредба на циклусите, тоа може да го направиме во друго видео доколку нема време, со оглед на фактот дека нели ќе бара малку повеќе време околу тој дел. И на крајот би сакал исто така уште еднаш да одговорам на Сашко Македонски Митковски во однос на пресейл проекти и нели која е потенцијалната, да речем, шанса на некој како нас да уствари учествува во пресейл и како може тоа да го направи. Сега, прво сакам на кратко да објаснам околу short и long squeeze, со тоа што само ќе објаснам која е механиката на short и long squeeze, како во оваа ситуација на пример. Значи short и long squeeze е уствари ликвидирање на leverage позиции, значи како во оваа ситуација многу пати сме го објасниле тоа на нашиот канал, ќе го направиме сега на кратко уште еднаш. Значи тоа е уствари кога некој врши позајмување. Зошто го велам тоа? Значи short и long squeeze се уствари позиции во кои што вие фактички позајмувате против вредност на долари во одредена количина на крипто од, да речем сега, нели, дали сте во на Binance или на Kraken, каде и да е, не е битно. Со тоа што јас ова ќе го објаснам со две позиции. Значи прво ќе објасниме со long позиции, односно ќе објасниме како изгледа една ликвидирање на long позиции, а потоа ќе објасниме како изгледа ликвидирање на short позиции. Со оваа ситуација уствари прво за long мораме да почнеме, со оглед на фактот дека оваа ситуација не е обратна. Значи да, short позиции. Сега, да речеме дека имаме отворено повеќе short позиции, со тоа што сега ќе објасниме и точно што се, само да поставам неколку. Сега, во оваа ситуација вие фактички позајмувате од менувачница одредена количина на крипто. Така, со тоа што значи менувачницата единствено е загрижена да и го вратите криптото назад. Со тоа што во моментот кога вие позајмувате крипто, кога станува збор за шорт, вие уствари се надевате дека цената ќе почне да се движи надолу. Затоа и јавно кажувам дека leverage е уствари
јавно коцкање на криптото. Да бидеме реални. Со тоа што вие фактички, да речеме во оваа ситуација сте позајмиле, пример, вредност на $10,000 на биткоин. Сега што се случува? Кога вие сте го позајмиле тоа во овој момент, вие мора да поставите стоп лос во случај цената да почне да се движи нагоре и оваа количина на биткоин која што била $10,000, сега да кошта 10,200. Значи вие сте позајмиле, да речем, еден биткоин кој што во тој момент коштал $10,000. Со тоа што ако цената почне да се движи нагоре, овој биткоин што вие сте го позајмиле е се поскап и поскап, а вие мора да го вратите назад на Binance. Затоа ви е потребен стоп-лос со цел да го запрете оваа загуба која што имате, например, и на тој начин фактички да не ви го ликвидираат целото портфолио. Затоа што во првиот момент кога Binance ќе види дека вие скоро и да снемувате средства на вашето портфолио за да го вратите тој еден биткоин што сте го позајмиле, например, на 10,000, значи не ја гледате цената, ова е само идеја да ви објаснам како функционира. Значи во тој момент Binance ќе ви го ликвидира целото портфолио ако немате стоп-лос. Затоа многу луѓе имаат стоп-лос, односно да речеме дека вие фактички во оваа ситуација сте го позајмиле за 10,000 биткоин и истиот паднал на 8, така? Тоа значи дека вие кога сакате да затворите вашата позиција, вие фактички купувате биткоин за 8,000 и го враќате назад на Binance, а тие 2,000 во разлика ви се уствари профит. Така луѓето профитираат од шорт позиции во леверидж. Со тоа што профитираат ако падне цената, но ако се придвижи нагоре, веќе сега мораат да дадат дополнително од своето портфолио со цел да го вратат тоа што го должат назад на Binance, затоа што Binance не го интересира цената. Binance го интересира вие да му вратите точната количина на биткоин што сте ја позајмиле. И поради тоа, вие кога ќе ставите стоп-лос, односно вие велите, ако цената се придвижи нагоре, да речеме до 10,200, сакам да го продадам назад со цел да запрам, нели, да не ми го ликвидираат портфолиото. Сега што се случува? Вие сте ставиле на 10,200, некој ставил на 10,400, некој ставил на 10,600. Наеднаш се случува каскадно дејство во кое што некој со малку повеќе пари, единствено што треба да направи е во моментот кога што има многу вакви шорт позиции да купи. Ама зборуваме да купи значителна количина. Со тоа што во моментот кога он купува, ја намалува количината на биткоин на берзата и на тој начин колку помалку има, толку повеќе цената се крева. Исто се случува најнаш. Кога цената ќе се крене, вие автоматски веќе почнувате да губите. И кога ќе дојде до првата ваша мета, која што е 10,200, вие автоматски сте ликвидирани. Односно, вие сте поставиле и автоматски, нели, самата платформа ви го продава тоа што го имате во моментот, така, дополнително продава уште $200 за да вратите назад, но проблемот што е? Во тој момент кога она купува за да врати за самата себе си, фактички она купува дополнително од тоа што вие сте позајмиле. Значи купува $200 повеќе. Со тоа што вие уште толку кревате цената нагоре. Значи нели колку повеќе купувате за да вратите, толку повеќе се намалува количината на самата берза. И на тој начин имате повторно кревање на цената до некој следен стоп-лос. Таму имате купување од некое друго лице кое што исто така купува за да врати, пак ја намалува количината на берзата и оди каскадно нагоре и на тој начин имате short liquidations или short squeeze, тоа се нарекува, и во оваа ситуација тоа е буквално овие огромни ликвидации кои што ги гледате овде. Уште еднаш, затоа не препорачувам да се оди со leverage во ниту еден случај, затоа што имате опасност од ваков тип на ликвидирање. Ако не знаете што работите и ако не знаете да поставите стоп-лос, може целосно да бидете ликвидирани на пазарот, а верувајте ми, тоа воопшто не е забавно. И тоа исто се случува и обратно. Кога премногу луѓе очекуваат дека цената ќе отиде, пример, нагоре, во таа ситуација имате обратна ситуација. Сега нели да не објаснуваме се, поентата е да сватите како функционира овој механизам. Со тоа што моментално, уште еднаш ќе напоменам, за разлика од вас, големите играчи имаат Аладин, кој што е алатка од BlackRock, кој што не може ни да ја нарачате. Значи, ако сте погледнали назад у моите видеа, ќе видите дека и да сакате да ја нарачате, ако отидете кај нив на страната, прво знаете што ви велат. Поднесете вие кој сте, која компанија, што имате во портфолио, па ние ќе видиме дали може да купите оваа алатка да ја користите. Исто така и клас. Значи, имате еден куп таков, да речам, не еден куп, не одредена бројка на алатки кои што вие не може да ги поседувате. Од друга страна, вие немате трейдери или брокери кои што работат за вас и кои што следат пазарот 24/7. Така да вие никогаш нема да знаете тие информации кои што ги знаат они. Од друга страна, не заборавајте дека ако ние сме способни да видиме колку ликвидации имало, они се способни да видат колку шорт и лонг позиции има и на кое место. Они гледаат што вие правите. Они знаат точно на која, дали е Binance, дали е Kraken, на која цена, колку шортс, колку лонгс. Они знаат се. И вие најнаш доаѓате и вие сакате против нив леверидж да правите. Значи, тоа е само среќа
да сте се погодиле во таа ситуација кај што нив им одговара. Така да имајте го тоа превид, сега ќе оставам на Никола да каже околу нели тој дел. Сакаш да шернеш скринот да го заправам? Сега за сега не, само ќе се надоврзам на поентата што ја направи околу нели supply и демендот, бидејќи целиот пазар се влече на таа основа, се гледа понудата и побарувачката. Значи Антонио сакаше да каже дека кога се намалува фактички supply-от на минувачниците, се зголемува побарувачката, со тоа цената се носи нагоре. У таа корелација беше муаветот, истото важи и за обратно. Значи, они ги имаат информациите пред нас и затоа манипулираат со остатокот од тие што ќе добијат информацијата покасно. У превод тоа значи целата таа шпекулација околу маркетот и тој short и long squeeze што го објаснуваме. Значи, што е тука значително да се спомене, значи кога се водиме по емоции, кога акциите и реакциите што ги правиме според емоции, а не според здрава логика и факти, се случува најчесто обратното од тоа што сме очекували. Значи, ние кога сметаме дека ќе иде пазарот нагоре, еве сега ние зборувавме предходно за корекција, ние секако не ја мислевме одма, туку кажавме дека е здраво да има корекција и дека би било добро да се случи после ваков енормен нездрав раст, да кажам, или некој раст што не може да се објасни лесно. Така да, од тој аспект повеќе зборевме за корекција и навистина би било здраво да се случи, но кога збориме за очекувања, кога најчесто сметаме дека ќе паѓа, нели сега викаме корекција и луѓето мислат одмак има корекција, ќе падне доле, бап иде нагоре. Значи најчесто е обратното. Истото и кога мислите ќе иде нагоре, тоа паѓа. Така да гледајте ги фактите, не се водете од емоција, тоа е мојата препорака тука и секако јас не советувам да се иде со leverage trading и со margin trading. Значи, кај марџинот е слично со левриџот, само таму е доста значително помал левриџот. Така да, кога веќе да го правите тоа, информирајте се и едуцирајте се околу левридж и марџин трейдинг и потоа почнете на што помал левридж ако сте одлучиле да го правите тоа. Јас и Антонио советуваме да не го правите, туку напротив многу подобро би било доколку акумулирате и доколку вие самите си ги чувате на собствен hot cold или каков и да е wallet што самите го управуваат во превод. Значи тоа сакав да го додадам генерално. Мислам дека може да продолжиме сега полека и со наредниве прашања што ги имаме. Јас премив некои фотки тука, како разговараме, паралелно ќе ги споделувам и Ја. Може само да се навртам само уште еден момент. Значи, вака во однос со тоа што постојано кажувам корекција. Значи да се разбереме на работа. Ова на некој начин се надоврзува и на споредбата помеѓу 2023, 2019 и 2015. Фактички каде што сме имале ситуација, нели, претходно да можеме да споредиме. Сега, да не се навраќаме назад, оно што сакам да го кажам само. Значи, еве да споредиме како изгледа, гледајте каков раст имаме. Така, ако се вратиме назад, да видиме на неделно ниво, значи зошто велам дека станува збор за манипулација. Гледајте колку мал волумен има, гледајте. Значи, ваков тип на раст е својствен на почеток на bull market. Гледајте колку голем е волуменот во овој сегмент, а гледајте колку е голем волуменот овде. Значи, оно што јас постојано ја кажувам дека станува збор за манипулација, станува збор за манипулација. Зошто го кажувам тоа? Докажам. Значи, што се случува? Секој момент, значи од последниот пат кога прв пат добивме оној голем памп, така на 14 јануари, секој момент кога некој се обидува да направи буткање на пазарот надоле, имате повторен шорт сквиз. Значи гледајте овде. Ние се наоѓаме моментално у 2 недели шорт сквиз. Значи за разлика од тоа, гледате го пазарот пред почетокот на годината. Гледајте овде. Дали вие овде гледате некои големи бројки на шорт сквиз? Гледајте. Што е ова? 8, 4, 7, еден ден. Ама останатите гледајте. 3, 15, така. Сега најнаш што се случува почетокот на годината? 159, 127, 175, 490, 129, 235. Значи, гледајте која разлика имате пред почетокот на годината и после почетокот на годината. Ова се ликвидирани шорт позиции, што значи дека секој момент кога некој се обидува да направи шорт на пазарот, имаме големи играчи кои што буквално обратно работат од сето ова. Значи некој навистина го држи овој напредок така. Од друга страна, зошто што еднаш ќе поменам? Гледајте.
Значи, кога ќе споредите во bull market, гледајте колку е голем практично волумено. Тоа значи големина на трансакции, се разбираме? Значи се повеќе и повеќе трансакции се случуваат и затоа имате ваков тип на памп. Гледајте колку малку трансакции имате овде. Значи буквално станува збор за една рака играчи. Од друга страна, значи ние не сме Dogecoin да се наоѓаме надвор од Bollinger Band. Не разбирате? Да погледнеме еви на дневно ниво, чисто за да разберете што сакам да ви кажам. Значи, ваков тип на памп, каде што вие само што сте направиле дно и не можеме да се запреме, значи едноставно не е логично. Затоа уште еднаш ќе кажам, за да направиме консолидација на тоа што веќе сме го добиле, здраво е да направиме корекција. Исто како што кога паѓавме. Така, значи не можеш само да паѓаш надолу, гледајте колку корекции дојдме. Пад, корекција, пад, корекција, пад, корекција. Така да нормално е да добиеме корекција. Сега како што каже Никола, ја не знам зашто луѓето очекуваат дека ќе кажам корекција, тоа очекувам да се деси во истиот момент. Мислам дека досега требаше да разберете дека каналов е за макро анализа и јас не правам анализа на 3 сати, за да очекувам дека во наредниот пола сат има корекција. Така да уште еднаш ќе напоменам. Потребна ни е корекција. Значи тоа што кажам не е оти јас сакам да докупам, ја веќе купив. Купив на многу добри нивоа, сите знаете кога купував. Но потребна е корекција за да можеме да консолидираме тоа што сме го купиле. Сега, извини, мора да се довесна. Да, се следно за кое што само кажи ми која тема сакаше сега, пошто нешто беше спремен, која тема сакаш? Ова да продолжиме по редослед како што се нели по Федов што го спомна. Сакаш да превземам за почеток или имаш нешто да кажеш? Слободно ќе додатам. Пак, значи тоа сакам за макрото да го кажам, фактички го кажа ти пред мене, така да. Тоа е слободно тоа. Нешто ако имаш заприме слободно, пошто па не, муабетот беше дека секогаш првично го гледаме прво макроелементот, па потоа опфаќаме микроелементи, така да секогаш треба да се водиме на големата слика и ми го зема зборот, буквално истото сакав да го кажам, така да слободно може да преидеме на следно прашање. Бак, значи имам некои информации во однос на ова прашање кои што се многу битни, но денеска само кратко ќе го образложам тоа, понатаму ќе направам соодветно видео затоа што знаете и сами дека следниот состанок на Федералната резерва е на 31 јануар и 1 февруар, што е само 2 дена од овој момент. Сега, зошто е тоа толку битно? Знаете и сами дека политиката на Федералната резерва во однос на пумпање на DXY и ставање на rate hikes е најбитниот момент кој што буквално му даде на DXY овој bull market да го заврши. Така, со тоа што уште еднаш ќе напоменам, значи основа досега на секој bull market бил падот на DXY, што моментално го гледаме веќе не знам колку пати. Уште еднаш морам да го напоменам затоа што многу луѓе го заборавија готово. Еднаш не се спомна и готово не се заборавија зашто ова се случува. Значи ова не е квантна физика. Имате прв врв во 2016 година кога ние почнуваме со еден од најголемите bull маркети, така 14. Имате втор врв во 2020 година каде што ние бевме во пандемијата, самата да речем второ дно на пандемијата, така. И гледате што се случува понатаму. Имате пат на DXY индексот, раст на биткоин, така. И обратно. Овдека имате конечно потврден пат на DXY индексот, имате што? Раст на биткоин. Значи не е квантна физика, веќе е видено и веќе е објаснето 1000 пати. Сега, што е уствари интересната ситуација овдека? Моментално, за разлика од претходните два циклуса, се наоѓаме во циклус во кој што првпат се најавува рецесија. Значи, како што кажеме во претходниот подкаст, биткоин никогаш не бил во рецесија. И затоа моментално следниот состанок на Федералната резерва од исклучиво значење. Сега, јас ќе покажам еден твит од овој сенилниот дедо што е одговорен за нуклеарки во Америка, Џо Бајден, вели вака. Да, баш така е. Се сеќавате кога аналитичарите на Wall Street велеа дека ќе дојде рецесија на крајот на годината? Вели, па изгледа грешка биле, наместо тоа добивме една од најдобрите или најголемите recoveries, значи опоравување на економијата во американската историја. Значи прво да не забораваме дека Војко Ќоравиов сака да се кандидира пак за претседател. Што значи дека ако он може да среди економија на било кој начин, да нема рецесија, тоа ќе биде многу позитивно за неговото следно кандидирање за претседател. Затоа ја постојано кажувам дека мора да ги гледате и макро и техничка анализа, ама треба да ги гледате и фундаменталната анализа. Во однос на тоа што моментално се прави со цел да се постават работите како што нив им одговара. Сега моментално добив многу битни информации за тоа како моментално се обидуваат да го сменат начинот на
значи CPI инфлацијата е еден од најглавните, да речам, има два компонента кои што ги гледаат за тоа дали понатаму треба да продолжат со rate hikes. Првиот ни е извештајот за невработеност, кој што е на одлично ниво, значи они имаат во ваков тип на криза една од најниските стапки во историјата на Америка за невработеност. Што значи дека они се на одлично ниво со невработеност и нивната економија е многу јака, за жал. Додека втората е CPI инфлацијата, односно колку инфлацијата е дигната поради нивото принтање пари. И гледаме дека истата е во потврден пат. Исто така како и кор инфлацијата. Сега нема да навлегуваме, повеќето од вас го знаете тоа, ако не, кај мене на каналот има посебно видео за инфлација, погледнете го, ќе ви стане јасно. На оние кои што им е јасно, она што сакам да ви го напоменам. До сега на DXY, доколку погледнеме на дневно ниво, значи ние имавме многу јаки rate hikes кои што буквално го пумпаат доларот. Значи ви имате цела година претходно 5 rate hikes на 1 или 2 месеца по 0,75% со кои што на некој начин се вадеше што може повеќе долари од пазарот и на тој начин ја дигнаа цената, односно вредноста на доларот. Првиот момент кога престанаа да качуваат за 0,75, односно 0,5, се намали стравот на пазарот. Што добивме? Намалување стравот на пазарот, значи луѓето се свртуваат од долар, кој што е на некој начин или безбедна вредност, кон ризични добра, односно се свртеа кон купување на ризични добра како хартија од вредност и крипто. Зошто го кажувам ова? Зошто е ова толку битно? Значи, ако погледнеме моментално што се случува со S&P 500, ова буквално го кажува тоа што Вој Ќоравиев го спомнува. Значи, поентата што е? Моментално спремаат ситуација во која што они ќе направат, нели што ќе направат, тоа ќе објасниме во последно видео, да буквално ја намалат CPI инфлацијата во рекордно ниво, да дојде до тие посекувани 2%. Значи нема да објаснувам тука како, но тоа ќе го направиме на посебно видео, што значи дека најавата што ја дава Ќоравиев е уствари дека ќе успеат што може побрзо да намалат инфлацијата со цел да ја вратат економијата во колосек, затоа што нив моментално не им одговара рецесија, да бидеме реални. Со војна и со потенцијална војна у Пекинг и Тајван не им одговара во никој случај. Така да, она што моментално испаја како последица од сето тоа е овој чарт. Односно, S&P 500, знаете и сами, е на некој начин најбитниот индекс кога се гледа колку е здрава економијата во Америка. Тоа се 500 најдобри компании во Америка и индексот е уствари представа на хартиите од вредност кои што овие го имаат во просек заедно за сите 500. Сега, овој канал моментално е каналот во кој што се движеше S&P 500 уште во почетокот на bear маркетот и истиот гледате и сами дека постојано го почитуваше самиот канал. Рековме дека очекувавме 50%, тоа и точно го добивме, корекцијата е завршена. Гледате што се случува моментално на неделно ниво. Значи најавата што ја даде Џо Бајден пред само неколку дена, моментално е дека економијата е посилна од она што се очекуваше и дека не очекуваат рецесија. Ако се најави дека нема да има рецесија, автоматски имате излез на S&P 500 надвор од овој канал и следен бул. Не велам дека веднаш ќе почне, велам дека испаѓањето од овој канал, како на неделно ниво, значи гледате имате корекција и веќе се движи нагоре, така и на месечно ниво за само 2 дена, значи моментот кога конечно ќе испадне оваа свеќе надвор од овој канал, може да очекувате позитивно движење. Што уште еднаш ќе напоменам, ќе се случи, зошто го велам тоа, значи следниот состанок на Федералната резерва е на 31 и 1 февруари. Веќе е јасно, целиот пазар очекува дека следната каматна стапка која што ќе ја додадат, односно оној rate hike, ќе биде само 0,25%. Сега, зошто велам дека е тоа битно? Значи, ако погледнеме што се случило кога прв пат дадоа 0,5, така, еве да го додадеме овдека на пример S&P 500, чисто за да видите што уствари сакам да кажам. Гледайте. Во моментот кога конечно додадоа 0,5, имате огромна корекција нагоре на S&P 500. Така, замислете сега кога ќе стават 0,25. Колку повеќе се намалува процентот со кој што ги качуваат rate hikes-от, толку повеќе се намалува и стравот на пазарот. Луѓето очекуваат дека веќе Федералната резерва ќе престане со покачување, макар и да го задржи овој процент некое време, стравот ќе се намали. Колку повеќе се намалува стравот, може да видите и сами. Паѓа доларната вредност, се расте вредноста на S&P 500, а автоматски, знаете и сами дека досега сме целосно корелирани со традиционалните пазари, посебно со овој индекс, каде што ако расте S&P 500, автоматски ќе расте и крипто, и биткоин, и алткоините. Затоа што луѓето почнуваат да губат страв и очекуваат дека ќе имаме следен економски бум. Не мора тоа да значи дека ќе биде утре, но нормално сите се обидуваат да купат што порано, доколку имаме почеток на следен економски циклус, така?
Така да, оно што моментално од дедово е најавено, јас овдека го гледам. Подетално ќе го објасним во следната техничка анализа, но сакав чисто да ви објаснам дека 0,25% автоматски ќе значи намалување на стравата пазарот и очекуваме уште повеќе да трнат нагоре работите. Сега пак ќе кажам, подобро е да имаме корекција. Сега тоа не значи дека ќе се случи. Јас само ви кажувам што е подобро генерално за нас за да можеме следниот памп да биде уште поиздржан. Наместо да се движиме нагоре и потоа да добиеме многу поголема корекција. Сега, јас очекувам после ваквото прогласување на 0,25% да добиеме повторно движење нагоре на пазарот, останува да видиме што ќе се случи. Нели, тоа е од моја страна, но 98,4 од пазарот го одделат моето мислење. Така да останува да видиме. Супер, само да те замолам да отвориш само од Facebook овие што се за да не да се водиме по прашањата, ги гледаат. Ја мислам да не сакаш ти да кажеш нешто моментално или ќе додадам само тука значи дека овој Sleepy Joe сака да поентира на целава ситуација и очигледно има некои информации што ние ги немаме. Секако, значи тука има две поенти. Едната поента дека добро им годи на сите кога има раст, но втората поента е да не ги зимаат здраво за готово ваквите вештачки, да кажам, маркетови, и дека тоа не значи дека веднаш ќе преидеме во бул маркет, се уште сме рано. Така да најмалце кога очекуваме, они ќе ни направат корекција и ќе речат еве сега дојде рецесијата официјално. Така да не се летаме ми е муаветото додма, туку логички со здрав разум да им пристапуваме на сите информации што ги добивам. Сега околу Федот и значи самата тоа со World Economic Forumот, со еден куп негативни вести што имаше со DCG, исто со ова со Department за правда што беше. Значи сите тие беа негативни вести, а ние имавме памп на пазарот. Што ви кажува тоа? Значи тоа ви кажува дека колку и да се краткорочно негативни тие вести, на долг рок дефинитивно станува збор за позитивни вести. Зошто го викам вака ова? Бидејќи со тоа они во други зборови сакаат да ни кажат дека еве конечно дојде масовната адопција, односно масовната регулација што ја најавуваат, и тоа ни оди во прилог бидејќи пазарите растат, нели? Во корелација со S&P 500 како водилка, нели, на самиот биткоин и на криптопазарот, односно во паралела се движат, така да на долг рок дефинитивно е позитивна вест и ќе имаме булран, но јас сепак сметам дека е прерано за нешто такво. Сепак од друга страна не треба и премногу да им даваме назначење на ваквите дамп шеми, односно дополнително да шириме страв на пазарот, како некој што го прават тоа на катадневна основа. Значи не е поентата да шириме страв, туку поентата е адекватно да ви ги пренесеме сите информации и факти, а вие да си одлучите кога ќе си купите, што ќе направите. И пред се кога ги правите тие одлуки, кога ги вршите, не се водете од емоција. Тоа е целата поента што сакаме да ви објасниме. Јас не се премногу замарам со такви хакови и спорови што се водат, како конкретно што е и со Genesis и со Gemini сега моментов и сите минати, значи сите тие банкроти што завршиле со влечкање на судови, со оштети, со ова, со све, значи завршиле неславно и на крајот кога ќе се навратиме на таквите моменти кога се случи слушаш Никола? Останува само односно на биткоин. Значи ова сега сакам да кажам дека е една нова манипулација и еден нов ветер во магла што ни го наметнуваат, така да бидете со отворени очи, со 4 очи кој што викаат, така да тоа сакав да го додадам, да не се водиме премногу од емоција, бидејќи сите грешиме и јас истото сум го правил и сум увидел дека нема потреба да бидеме толку многу емотивни, а ние како нација знаеме да бидеме емотивни. Впрочем и затоа тука ќе додадам дека
и најлесно и кај нас успеваат сите тие скам, понзи и секакви вид на измами, бидејќи едноставно народот е лековерен и лесно може да се изманипулира. Така да, отприлика опфатив тоа што мислев да го додадам. Ме слушаш? Никола? Ало? Никола? Не може. Ало? Малку проблеми со конекцијата. Да се надеваме дека Никола ќе се врати. Те снема за... Мислам дека се врати. Се извинувам нешто. Ништо. Проблеми. Само потврди ми дали се шер на скринот. Не го гледам моментално, гледам само сива позадина, така да... Сега? Сега да. Добро, значи, ова сакав само да го споделам. Да сватат уствари што е целата поента, значи они сега како Sleepy Joe што прави, он пробува да поентира на сето ова, да го представи дека оствариле еден вид на победа и ја спасиле економијата од рецесија. Во други зборови тоа значи дека дополнително ќе имаме уште поголем раст на долговите. Ова е за скриените долгови на доларот од 2016 година и тука се објаснети сите проценети вредности на скриениот долг. Ова е официјална статистика од Hive, што е листуван на Nasdaq. Компанијата изворот е Elements Visual Capitalists. Така да овие податоци и ваквите компании постојано се трудат благовремено да ни ги споделат. И јас доста често ги пратам, а инаку се реобјави од Bitcoin магазин страната. Тоа е првиот така наречен блог на Bitcoin и што ги споредува сите информации од ваков карактер поврзани со Bitcoin. Тоа сакав да го додадам. Сега, во однос на оно што го кажа Никола, ако можем да се надоврзам, значи вака. Прво, тоа што сака само да поентирам и завршуваме со цела ситуацијата со Фед. Значи моментално оно што јас го гледам е дека што вика он Sleepy Joe се обидува на некој начин да сега ќе објаснам пак ќе кажам, потребно е цело видео, значи добив соодветни информации од еден од заедницата, ќе го објавам сето тоа заедно со неговото име. Идејата е да се направи начин и манипулација на економијата, да се намали CPI инфлацијата многу побрзо од очекуваното и на тој начин да може да се ослободи економијата, односно да престане овој Fed tightening, што него би му одговарало за следните претседателски избори, а на Америка и би одговарало со оглед на фактот дека е на 3 фронта. Значи моментално нема каде не е на фронт. И ако може, значи сигурно сте следеле вести, знаете и сами, само што го достигнаа повторно кровот на задолжување што е дозволен според нивните закони за нивната влада. Значи, уште еднаш ќе напоменам, требаше Русија да банкротира, се сврти обратно работи и сега моментално мораше повторно да го подигнат плафонот на дозволен долг, за да можат, нели, и понатаму да земаат пари фактички од оно што го принта Федералната резерва и тоа фактички ви кажува дека Америка не е презадолжена. Америка е презадолжена и само го дига кровот, во превод тоа ти е како да дојдете кај лихвар, да должите 10.000 евра и да му речете, да знаеш што, а да доземам ја уште 500, па ќе ти должам 10.500. Не разбирате? Само што ликварот ви е многу добар другар и он вика нема проблем, уште 500, еве уште 1000 ќе одигнеме, ме разбирате? Направи уште малку, уште нешто оружје прати по земја. 10-20%. Нема проблем, кај се брзаме, има време ќе ми вратиш, така. Па тоа се случи моментално во Америка. Сега, однос со CBDC крипто, ако може да предам, ако не сакаш да додадеш нешто. Значи CBDC крипто е многу битна работа која што моментално напоредно со ова што го гледаме. Значи,
Вие имате во една ситуација каде што се обидуваат да го преминат овој дел со рецесија, да не се случи, или оно што велеа дека ќе имаме soft landing, во превод толку многу е добар Фед што ќе успее да направи рецесијата да не ја ни осетиме. Имате втора ситуација во која што моментално се обидуваат да го присвојат крипто. Тоа што ја ви кажам моментално, што ве тераат да си го продадете крипто, тоа е направено со причина. Сега ќе ви го направам тоа, значи ќе ви го објаснам тоа со корелација со интернет. Зошто го велам ова? Ова е моментално најновиот извештај кој што потекнува од моите омилени, Светскиот економски форум, пошто ние не сме доволно писмени, овие пописмениве, прво да земеме нашата влада како екстремно писмена. И сега замислите дека секоја земја поседува такви морони што седат у парламент, у влада, ме разбираш? И сега овие морони заедно се собираат у Швајцарија еднаш годишно за да одлучуваат, пошто ние сме неписмени, нели? Ние не знаеме, они одлучуваат како е најпаметно за нас. И они доаѓаат и ни кажуваат што е најпаметно. Сега, гледате го заклучоков од морониве. Вели, 2022 година вика беше terrible, значи многу лоша година за криптовалутите, со тоа што изгубиле повеќе од 2 трилиони во market value. Да, ама Тесла не изгуби 70%, само криптовалутите изгуби, ме разбираш? Значи не ги рачунаме сега, не ни одговара на темата. Сега, вели вака, значи зошто е многу битно тоа што моментално кажуваат. Ако го тргнеме целото овоа фад што го прави моментално, не само ВЕФ, значи сите го прават истото. Тоа е буквално корелиран напад како од Светскиот економски форум, така од Светската интернет, значи БИС, она што е централна банка на сите централни банки, така од FATF, нели, тоа комисијата за money laundering. Значи Европска централна банка, сите, значи не постои моментално некоја организација која што не јаде гомна за крипто. Така, сега, каде е тука проблемот? Значи само Светскиот економски форум има доволно муда да каже што уствари е целата ситуација. Фатот се прави со причина. Значи, истата ситуација што ние ја доживеавме у 2001 година, се јас бев малку да се синхронизирани меѓу себе, исто тоа е многу битно. Што вели? Вика, конечно, после ваквата зима, значи само да напоменеме, оваа зима е најдобра од сите до сега. Зошто го велам тоа? Ако го споредиме чартот на биткоин, претходните два бер маркети сме се коригирали 84 до 85%. Овој бер маркет се коригиравме 10% помалку. А они кажуваат како ова е најлошата зима, ова било Ice Age, значи тоа може да му кажете само на некој што не било крипто, да се разбереме. Сега, каде е целиот проблем овдека? Значи ова е автоматски шема веќе проверена со интернет. Зошто го велам тоа? 2001 година интернетот е у раци на секој и сешто. Во 2001 година имате Bubble Pop, така? И наједнаш се случува да имате тешка централизација на интернетот. Сега моментално вие имате само неколку компании кои што практично го поседуваат интернетот. Без тие компании вие едноставно немате право и не можете да пристапите до интернет. Сега, зошто ви го кажувам ова? Вели вака. Значи моментално можеме да видиме, значи ова го заклучува Светскиот економски форум, нели, овие куроглавиве што се собираат во Швајцарија, нели, на наш трошок, што разговараат за зелена иницијатива, а доаѓаат од джет, тие. Сега, вели, можеме да видиме како криптотехнологијата и блокчейн инфраструктурата вика полека вика се предаваат на, пазете го ова, регулирани и веќе етабелирани институции. Се разбираме? Значи, превод сака да ви кажат како од обична раја, ние селаните, со тоа што сме си продале, тие што биле паметни, односно институциите веќе купиле. Значи, европски, значи гледайте, Светскиот економски форум веќе ви го кажува тоа, они ви најавуваат дека ви ги купуваат криптовалутите што вие си ги продавате. Сега каде е тоа битно? Значи, интернетот е првата сила која што они буквално го направи истото. 2001 година се што луѓето си продале во тој бабл, си го купиле институциите. Сега ќе ви покажам како. Значи, кои се двете најголеми, да речеме, моментално провайдери на блокчейн или бок и батина? Кои се моментално двете најголеми компании во интернет? Amazon и Google, така? Ајде видиме кога се формира. Значи, пазите сега. Ова е корелација на криптопазарот со интернетот. Со тоа што во овој момент што го гледате ова овдека, значи гледате дека е представено во милиони. Горната графа е представена во години кога интернетот се развивал, долната графа е представена во години кога криптото се развивало. Со тоа што моментално криптото корелира со интернетот во 1998 година, тоа е само 2 години пред оној бабл кој што го имавме во интернет, нели, .com bubble.
Сега, каде е уствари тука интересно? Значи имате само 100 милиони. Значи моментално ние се ногаме на 100 милиони корисници оприлика, нешто, нели, горе-доле, со тоа што ако споредите 100 милиони со 8 билиони, тоа е негде оприлика околу 80 билиони, да речем да биде 1%. Така, значи 80 или 100, ние се ногаме на некој начин на 1% адаптација во целиот свет. Значи, оваа граница која што имаме на 100 милиони юзери, соодветствува со 1% од населението во светот. Сега, зошто го веламе тоа? 1% од населението од светот, ако ја погледнеме графата на адаптација, представува буквално самиот почеток кога нешто, како такво, без разлика дали е технологија, дали е лек, дали што и да е, се прифаќа на пазар. Така, значи буквално во самиот почеток, во самиот почетен стадиум. Сега, она што сакам да ви го кажам, тоа што моментално Светскиот економски форум ви го кажува е тоа што се случило во 2000 година со самиот интернет, односно .com bubble. Гледате овдека сега. Во тој момент се појавуваат компании. Гледате во која година се појавува компанијата. Google е формирана 1998 година. Или од 1998 година. Точно каде што ние моментално се наоѓаме во криптосферата. Која е втората? Amazon. Знаете и сами дека моментално не е e-commerce. Заборавете го тој дел. Amazon исто така провайдер, како на најголемите моментално, да речем, backup storage, така, значи се купува од Amazon. Amazon е вмежен во сите моментално провайдери на интернет. Кога е формиран? 1994 година. Ова се двете најуспешни компании во светот моментално, така речено. И истите се формирани кога? На самиот почеток, каде што се наоѓа интернетот во тој момент, а ако погледнеме повторно кривата, се наоѓаат каде? На самиот почеток на адаптација во целиот свет. Што значи дека она што моментално вас Светскиот економски форум сака да ви каже е дека моментално ви окупуваат криптото, таков тип на големи компании, што утре ќе бидат конгломерати во светот, како што се денеска Google и Amazon. А кои се тие, кои моментално влегува во маркетот, гледате и сами. Моментално Amazon повторно ви влезе. Значи Amazon денеска објави информацијата дека најавува влез во NFTs, во гейминг, се поврзано со крипто. BlackRock најави пред колку? Пред 2 недели. А Светскиот економски форум воа ви го најавува сега, после самото завршување. Значи, само да најдам кога е моментално објавена оваа статија. Значи, после самото завршување ви го објавува ова. Така? Мислам дека тоа е запишано. Најгоре треба да пишувам. Па не знам, ама не беше напишано. Ова е 2023 на самиот почеток. Значи сега е. Не пишува, гледа. 2 януари 2023. Значи, како тоа, кажете ми вие, како тоа Ова коинциденција или дека во исто време имате Светски економски форум што ви кажува во очи дека ќе ви купуваат криптото, така, тие што го продаваат, имате корелација со интернет на такви конгломерати што буквално го направиле тоа во .com bubble, тие што продале, овие купиле и што се случило со нив, моментално се двете најаки компании во светот. И ќе напоменам уште еднаш, ние се наоѓаме овдека. А зошто е тоа така? Затоа што ако погледнете на криптоадаптацијата, значи ова е страна која што го следи тоа, само тоа е и работа. Моментално имаме прилика околу 4,2% од популацијата во светот која што или користи, или поседува, или поседувала крипто. Каде не става тоа? Не става буквално во овој момент, пред моментот на комплетна адаптација. Значи, пред комплетна адаптација. И, уште еднаш ќе кажам, најавено ви е. Значи, нив не им одговара криптото да го поседуваме ние. Нив им одговара да го поседуваат они и они да одлучат колку смееме да имаме и што смееме да имаме и по која цена смееме да го купиме. Исто како што моментално ваквите фацки ни кажуваат што смееме да кажуваме, како ќе платиме за интернет, дали ќе биде дозволено да бидеме на интернет, кои информации се добри, кои информации се лоши. Истата ситуација ќе ја направат и со крипто. Затоа што, уште еднаш ќе напоменам, овие куроглавиве се тие што треба да одлучат што е паметно за нас и што е добро. Така да ви е најавено, па вие видите каде од тука. Браво за поентава, значи поточно и попрецизно од ова објаснување не би можел да кажам дека постои. Само тука ќе додадам уште еден мал момент што сметам дека треба да се потенцира, значи они со самото тоа што ви викаат дека .com bubble-от на некој начин се повторува, како што било со интернетот, така сега и со криптото и со блокчейнот, и сакаат да ви кажат дека ќе има чистка. Зошто ќе има чистка? Како во .com bubble-от нели успеа најпросперитетните компании, естаблишментот, Amazon, Google, Apple и компанија,
Така и сега, со влагањето на BlackRock, на Amazon повторно и на сите поголеми компании што се етаблирани на пазарите, повторно ни кажуваат дека ќе има чистка. И тие 4%, Антонио сака да ви каже колку се малце. Значи, ако тогаш во 98-та година на тој графикот таму дискутиравме, нели, биле околу 1%, а сега бива дека треба да ги гледаме на макро аспект сите работи. Не случајно е тоа. Само за момент, мислам дека те изгубив, само момент. Само да видам дали ќе можам да најдам нешто. Додека веќе разговараме за истата ситуација. Значи, 10 компании кои што успеале да преживеат .com bubble. Погледнете кои се 10 компании. Google, Apple, така. Само ќе поминам преку нив. Вие знаете што моментално значи Google и Apple, така. Не знам кој се Priceline искрено, Amazon, Да. така. Adobe, знаете сами, без Adobe Reader никој ништо не прави, ASML не знам која е искрено. Intuit, претпоставам дека вие се некои големи кои што не ги знаеме, IBM нели е онаа производство на IBM сегде влезе сега, буквално сите сектори они се као Amazon. eBay, Oracle, добро, Oracle. Ете, значи, сега ви е јасно што значи да преживеете .com bubble, тоа што моментално не се случува нас, така? Имајте во тоа препет. Супер, ја мислам дека одлично направи релација. Регулативата е страшилото со кое што ќе се обидуваат да не го продаат се тоа. Значи регулатива ќе дојде, нема да има крипто, ќе го избришеме. Значи, знаете како? Вие продајте го и после они ќе кажат: абе, добро било тоа, проверивме ние во рете. Се е како што треба, така да најшто ќе го прифатиме. Значи, чисто имате предвид, па сега пак ќе кажам ја. Само да поентирам се тоа и завршуваме со оваа тема. Значи, дали мора да седнете и да размислите, дали количината на пари кои што моментално сте внеле во овој пазар, кој што моментално се наоѓа овдека, и пак ќе кажам, многу пазари се наоѓаат овдека, не сите стасале овде. Проблемот што е, ако се наоѓаме овдека, а стасаме овдека, ќе имате многу голем профит. На крајот пак ќе кажам, секој од нас мора сам да одлучи дали ризикот и парите кои што ги има внесено во овој пазар се доволни за него да почека и да види дали ќе се најдеме овде. Значи тоа е на некој начин наједноставно кој што може вие сами да процените. Дали вие мислите дека ризикот кој што го има, ова, не знам, 10.000 X од моментот каде што се наоѓаме, е прифатливо за вас да почекате или тие пари ви се премногу битни па да ги извадите. На крајот од денот секој мора да одлучи за себе, ние не можеме да ви кажеме, ние само спекулираме, разговараме за моменталните информации кои што ни се на располагање. Така да на крајот од вас останува што вие мислите да правите. Значи, ќе има страшни периоди, да се разбереме. Ништо не оди само нагоре. Сите овие моменти, како што бил .com bubble, што разговаравме тоа, на крајот од денот ќе има страшни периоди, тоа е неизбежно. Но разликата е во тоа што кога се случува .com bubble, вие сте можеле само да гледате на телевизија. Нисте можеле да инвестирате, нисте биле способни, имало средства како да инвестирате. Сега се наоѓате во иста таква ситуација, кај што имаме корекција по која што може да инвестирате. Значи сега имате начин како да инвестирате. Од друга страна, вие не инвестирате во нечија платформа или тат штедилница, туку вие може да го купите тоа и да го имате на ваш волет дома. Значи никој не ви зависи освен самите вие, се разбираме. Така да тоа е разликата. Тогаш сте можеле само да го гледате, сега можете да направите нешто со тоа. Сега ако интелектуална собственост, брат, тоа е тоа, значи самите можете да управувате. Да седите да гледате на телевизија, тогаш никој не ви е крив. Значи јас еднаш ја пропустив таа шанса во 2017 година, имав Етериум, не знаев што е тоа, да бидеме реални. 2017 година јас на брод седев и гледав во телевизорот и не можев да си верувам дека биткоин стигнал до 20.000, ја ти кажам отворено. Јас знаев дека ќе има некој профит, ја не очекував такво нешто. Ја на брод седев и се чудев, сериозно ти кажувам. Ги гледаш вести и не можеш да си веруваш на очите. И тогаш кажав, значи јас кога ќе се вратам, прво што ќе направам е ќе се образувам себе си за да знам што е воа и да видам дали има потенцијал. Еве ме 2017, сега е 2023, тоа се 6 години во кои што нели и си се образувал, и си научил, и си купил, така да пак ќе кажам. Или ќе бидете тие што гледаат на телевизорот, гледај во пади рипнало нагоре, леле, гледај колку се качил, или ќе бидете тие другите што знаат дека рипнал и знаат зошто рипнал и веќе продат. Да. Сега пак останува на вас, ризикот е нели ваш.
Јас само ќе те замолам таа фоткицата со .com-от да ми ја вратиш, пошто поентата на муаветот ми беше околу тоа. Еднаш, опортунитетниот трошок, ево, стоп, шери, повели. Не, мислев да шернеш таа за .com бабелот твојата. Извини, само секунда. Само да убацам некоја реченица и после ќе се вратам на опортунитет. Сакаш, кажи ми, ти треба вашиот со интернетот? Топ. Значи, што сакаше Антонио Преска да каже? Тука колку сме негде на кај во милиони гледано, да, 100 милиони, 98 негде нешто slightly над 100 милиони, ако не се лажам. Да. Од прилика тоа е негде 1,5% би било. Од прилика од целокупната популација. Во тоа време од моменталната популацијата, да. Во тоа време. Сега сме на 4%, што значи дека процентот е сепак поголем. И јас пак ќе кажам, во тоа време ќе се сврзам на муаветот од кај нас како се гледало на тие работи. Ако се случил .com бабелот 2000-та плюс минус, еве и 98, тоа по автоматизам во тоа време значело дека кај нас малку 2-3 години покасно доаѓа тоа. Ама сега, тоест дошло. Ама сега со криптово не е баш така. Пошто сме интерконектирани многу повеќе од тогаш. Точно. Се е базирано на интернетот. Повторно е основата интернетот. Ако нема интернет, криптото може да функционира и без интернет, да не ве лажат, значи да има blackout. Постои технологија со USB кабели, со Bluetooth, со чуда, каде што ти офлайн можеш да ги пренесуваш средствата. Значи тебе не ти треба интернет и да има blackout за cold новчаници, но сепак основата е на интернет. Така да сега нема да каснат сите тие случувања, туку инстант ќе се случат на секаде во светот. И убаво каже Антонио, ми се допаѓа поентата, значи или ќе бидете тие луѓе што го чекале моментот и направиле нешто околу тоа, или само ќе гледате на вести и секое чудо за 3 дена. Па вие одберете што ќе бидете. И сега јас тука ќе преидам, пошто целата поента на муаветов ти е околу опортунитетниот трошок од неинвестирање. Точно. Така да јас само ќе го споделам тука скрин. Ево. Секунда. Само да видам. Се уште не го гледам. Сега го гледам, добре. Значи, тука објаснува што е opportunity cost. Повторно тоа е макроекономска теорија, фундамент, и објаснува одредена можност, односно опортунитетен трошок од аспект на активност кога ќе направиш нешто што испушташ на некој начин. Така да одберете вие дали ќе си купите кола, не знам, облека или некој друг вид на обврска. Па еве и да е некое средство со истата таа сума што би можеле да ја вложите во крипто и ќе го направите тоа што се вика од денес за утре и повторно за 2 години, 3 од сега нема да ви промени ништо у животот, или истата таа можност или шанса ќе и дадете на криптоекономијата и за 2-3 години ќе имате доста различна ситуација. Сега во зависност од тоа колку време, енергија и пари сте вложиле, секогаш резултатот ќе корелира на тоа. Значи тоа отприлика е макроекономскава теорија за опортунитетен трошок. Имате доста објасненија од различни страни, еве и Forbes нормално си пишуваат за тоа. Така да битно е ова. Јас кога почнав на економски да студирам, ми се допаѓа тој традиционален аспект само од оваа гледна точка, бидејќи на почетокот почнаа да не учат у старт за опортунитетниот трошок и дека фактички целата економија е опортунитетен трошок, и тоа е точно. На страна тие негативни работи, што не сакам сега да навлегувам, да се држиме сепак до крипто пазарот. Само не го гледам, ако сакаш нешто да споделиш, само сива. Да, се извинувам, го тргнав погрешно. Не проблем, само што да знаеш, да.
Да, не запримети, фала ти. Еве го, значи повторно кај Дептов ќе ја покажам сликата, можете да си ја најдете на Bitcoin магазин, постојано ја шеруваат. Тука сакам да додадам, пошто гледам дека има многу забуни и ми пишуваат и луѓе за овие работи, оваа слика накнадно ќе биде споделена во крипто МКД групата. Значи, ова се юнитите и деноминациите на биткоин. Да не ве буни тоа дека вие мора, јас пак ова сакам да го кажувам, пошто го гледам во дискусијата секојдневна што се случува дека има забуни. Значи, сатоши е микроюнитот на биткоин. Потоа имате бит, милибит, центибит и децибит. Како и сите броеви и децимали. И потоа деноминациите се од 1 па нагоре. 1 биткоин, па после иде декабит, 10 биткоини, хектобит, 100 биткоини, килобит, 1000 биткоини, мегабит, милион биткоин. Значи да немате забуни тука, сите калкулации во противвредност на доларот се пресметани дали во деноминација или во юнит, како што е објаснето на самава слика. Ова сметав дека е важно да се објасни и, како што кажав, накнадно ќе ги шерувам овие фотографии. Сега што сакам. Ова е интересна слика. Не видов додатни прашања на оваа тема во самата дискусија на полот, но јас добивам и пораки исто како што и Антонио добива, така да сметав дека е битно околу мајнериве да се произнесам околу ова. Значи, вика, нет позицијата на мајнерите се зголемува после долго време. Тоа е овој момент тука, од зеленава граница, нели тука како се придвижува нагоре со растот, тоа сака да го објасни. Значи, нет позицијата се зголемила и после долго време ни покажува дека фактички мајнерите прекинале да го предаваат, односно да го продаваат биткоинот и најверојатно почнуваат да акумулираат за следниот халвинг, односно следниот булран. Како што не за џабе го кажувам ова, најчесто во информациите и затоа велам секогаш проверувајте ги по неколку пати вестите, пошто многу големи се шансите да е дезинформација. Ако ги пратевте вестите околу мајнингот изминатиот период, имаше вести дека мајнерите конечно почнале да продаваат. Ама они тука прават една шемица нивна и доста се контрадикторни, каде што моментот на нет, нели имаме бруто и нето, моментот на нето не го зборат, туку се држат кај бруто моментот, каде што нормално е мајнерите да продадат после, рецимо, 6 месеци, треба да јадат и они леп, треба да платат струја, така. Значи, тоа е незначителна бројка од аспект на целата макроекономска слика. Значи, на долг рок, ако сега почнале да стакираат, што бројкиве тоа ни го покажуваат и графикот, ова иначе од Glassnode и од Delphi Digital споделено на 5 јануари, пред еден месец. Значи, јас последниве за сигурно ќе искочат у февруар додатни информации околу ова и јас сметам дека ќе се потврди тоа дека мајнерите и покрај тоа што расне моменталната цена, они се уште не продаваат бидејќи знаат дека полека се придвижуваме кон тој следен булран. Тука ќе се надоврзам и претходно на поентите што ги правевме и во изминатите подкасти и тука го дискутиравме. Значи, во стейблкоините, капот на стейблкоините, доста ни ветува дека дополнително многу кеш се спрема да се слее, односно да се прелее во криптопазарот и на Антонио го спомена тоа од традиционалниве, нели, од аспект во против тежа на доларот кога го гледаме, дека се излива капитал од доларот и тој се пренесува полека во традиционалниот пазар на акции и повеќе, би рекол доста повеќе во криптото и затоа дополнително ќе имаме
кеш што ќе се слева. Јас затоа сметам дека овој вештачки раст ќе се обидат максимално што е многу повеќе шорт позиции да ликвидираат и да ги изиграат тие ритейл инвестори и микроинвестори. Така да не сметам дека ова утре ќе заврши и кога кажуваме дека ќе има корекција, да ќе има, но не мислиме одма и веднаш. Значи се спрема доста кеш да се прелее, така да пратиме активно што се случува. Еве го тука и тој момент со фьючерс претходно Антонио што го елаборираше. Значи овдека од позитивен аспект го објаснува ова е колатерализирани, односно отворени позиции на фьючерси дека се на фреш лоу. Еве, тоа е црвената линија, односно крива, иде надоле, обратно тоа цената иде нагоре и вика ова е позитивно од две причини. Помали се шансите да има ликвидации на лонг и најверојатно многу повеќе се шансите да имаме повторен шорт сквиз. Тоа го објаснува сликава. Ова е исто од пред некој ден споделено, исто така гласно. Можете да видите и овде е од TradingView. Не е ова од Glassnode вест, ова е обично како се движело капот на USDT тетеро, тоа заборев да го спомнам, и USDC коин. Така да тоа од прилика за тој дел и сега чисто имам уште две фотки. Ова е доминацијата на биткоинот, ова е многу битен момент, треба да го пратиме тој перцентен поен, колку се движи, да не ве лаже тоа дека одма ќе дојде alt season и све тоа, у таа корелација сакам да го споделам ова. Значи, доминацијата моментално е околу 45% и сега ако отиде према 50, каде што е резистансот, најверојатно алткоините ќе крварат многу. Значи, ако отиде до кај 50, алткоините доста ќе крварат, а сега моментално не сме отишле се уште натаму, не викам дека тоа со сигурност ќе се случи, но ако доминацијата на биткоин се зголемува, тоа по автоматизам ни кажува дека останатите коини, односно алтернативните коини ќе имаат пат и да немате fear of missing out дека нешто сте испуштиле. Најверојатно ќе добиете некаков си алткоин што верувате, да имате можност да го купите по пониска цена, да не се плашите, тоа ми беше поентата дека ќе отидат одма и алткоините. И обратната перспектива, значи ова кога го проби резистансот на 21.000 и се очекуваше брейкаут и еве го се случи тој брейкаут. И сега тука вика ако биткоинот остане стабилен во овој рейндж, најверојатно ќе имаме upward move на алткоините. И се случи тоа. Многу алткоини, и тоа е добро и за алткоините во тој момент, во сегашниот, и за биткоините. Но најверојатно ако продолжи ова вака, само биткоинот ќе остане на некој начин уште некое известно време постабилен пред да преидат во ликвидациите за лонг, односно кога веќе ќе мислите дека дошол булранот, пак они во тој момент ќе не вратат назад на старите позиции. Сметав дека ова е битно да се сподели, истражете околу опортунитетниот трошок уште еднашка, да не испадне се ја дека тука преведувам и слично. Видете какви се дефинициите, прочитајте од што е можно повеќе извори и пратете што ви споделувам. Сега, вака, значи прво добе се малку, извини, ако може само момент. Слободно. Вака. Значи околу делот со доминацијата на биткоин. Зошто е тоа толку битно? Значи луѓето мора да разберат која е поентата на доминација на биткоин и алткоин сезона. Значи, да речеме еден цел бул маркет. Како функционира тоа на психолошка база? Вие сте купиле биткоин. Биткоин секогаш е прв на пазарот. Он е тој што прв води, а алткоините следат. Зошто е тоа така? Значи, тоа е поради економска причина. Кога биткоин ќе направи одредена количина на профит, да речеме дека цената на биткоин стигнала до нов all-time high, пример сега зборувам, стасала до 70.000, така? Сега.
Луѓето што имаат профит во биткоин се свесни дека поради тоа што биткоин моментално има голема доминација на пазарот, така и моментално станува затоа што нели е примамлив, луѓето внесуваат пари од алткоини во биткоин, биткоин оди нагоре, така. Нормално е дека кога ќе дојде до голем напредок на цената, логично е да се извади профитот, така. Но вие ако само го извадите профитот, не сте направиле ништо. Сега, со оглед на фактот дека биткоин отишол нагоре, а алткоините се уште не, нормално е дека профитот од биткоин го префрлате во алткоини, знаеки дека следи алткоин сезона. Што значи дека профитот како биткоин паѓа, зашто во секој досегашен циклус имате, во последниот не беше толку чисто, во 2013, 2017, во моментот кога имате врв на биткоин, целиот профит се прелева прво во Етериум, па после во сите други алткоини. И на тој начин имате биткоин врв, па потоа како паѓа биткоин имате Етериум врв, и како паѓаат биткоин и Етериум имате алткоини, Ripple, Meeple, чуда, се оди нагоре. Затоа што луѓето профитот го префрлаат во Етериум, Етериум прави пик, профитот го префрлаат во алткоини, алткоини прават пик и на крајот го вадат кога веќе се знае дека завршено е се, максимум изваден самиот bull market. Тоа не е само во еден цел bull market, тоа се случува и во нормален bull movement. Значи, затоа и во оваа ситуација прво имате биткоин се придвижува 5%, па наеднаш се придвижуваат и алткоините после него. Но тоа што кажува Никола, многу е рано за тоа. Значи, се уште сме рано за тоа да го направиме. Исто така сакам да споменам околу делот со майнерите. Значи, во позадина можете да погледнете The Buell Multiple. Тоа е еден од оние чартови кои што можете да ги најдете на Look into Bitcoin. До сега неколку пати ги користиме. Ова е уствари пресметка за тоа колку се моментално профитабилни майнерите. Зошто е тоа битно? Ова го споделуваш цело време, да, те пратам. Максималната профитабилност на майнерите секогаш доаѓа нормално кога биткоинот е најскап. И затоа тогаш уствари и самите они нормално мора да продаат за профит, затоа што тоа е поентата на мајнингот. Ти фактички го продаваш на самиот врв и продолжуваш да го произведеш за, нели, да направиш за следниот циклус повторно. Нормално, секој од овие има различен начин зошто го прави тоа, значи секој од овие компании кои што мај не има различна причина, но идејата на овој чарт е да ви покаже кога мајнерите имаат најнепрофитабилна сезона на произведување, овие најниски делови во зелено поле, и кога имаат најпрофитабилна сезона, односно кога најпрофитабилно е да се произведе биткоин, нели, во тој момент кога имаме највисоки бранови, овој портокалов бран кога влегува во оваа црвена зона. Сега нормално тоа поистоветување е со самите дна. Значи имате дно пред 2013, дно пред 2017, дно пред 2020. Каде се наоѓа моментално? Дно. Значи, она што моментално сакаше да ви каже Никола е дека моментално е најнепрофитабилно за произведување на биткоин, што е логично со оглед на фактот дека неговата цена е најниска во претходните два циклуса, така. И поради таа причина, моментално тоа што он сакаше да ви каже и тој што не знае да го прочита е дека моментално само што излеговме од таа зона, во превод, тие што купувале овдека фактички купувале на самото дно. Погледнете. Значи, утврдување на дно во 2018 година, после циклусот на blow off top во 2017. Дури и корекцијата за време на COVID исто така влегла во оваа ситуација, заради тоа што имавме огромна корекција на цената. Така, иста ситуација. После 2013 blow off top, вие имате фактички 2015 година дно, кое што точно може да го видите и на самиот Buell Multiple во однос на непрофитабилноста на мајнерите во нивното произведување на биткоин. Но оно што Никола ви го кажува, вие не произведувате биткоин за да го продадете сега, вие произведувате биткоин за да го продадете по најповолната можна цена во однос на еден биткоин циклус. Затоа може да погледнете дека дури и мајнерите го имаат истиот циклус. Гледайте, и мајнерите имаат свое дно, свој врв, свое дно, свој врв. И истите кореспондираат од цените на биткоин. Така да во оваа ситуација тоа што моментално се случува со мајнерите е вистина, но и самите мајнери ви кажуваат дека дното е позади нас. Повторно, не можеме да бидеме никогаш сигурни со оглед на фактот дека вие имате играч како BlackRock, кој што со 0,3% од своето портфолио може да го купи целиот биткоин. Се разбираме? Значи, не целиот, извинете, целиот криптопазар. Целиот криптопазар може да купи со 0,3% од своето портфолио. Се разбираме? Сега, каде е тука проблемот? Проблемот е што таков тип на играчи кога ќе влезат, они не влегуваат поради технологијата. Они влегуваат поради профитот. Технологијата е само плюс. Така да имајте го тоа предвид и затоа се очекува нестабилност. Значи, не можеме да знаеме никогаш со сигурност дека
Тоа е тоа, завршивме, сега е само зелено од сега натаму. Мора секогаш да бидете подготвени за потенцијални работи кои што не сме ги предвидели до сега. Затоа што ковидот никој не можеше да го предвиди, така? Исто како што не може да предвидите дека утре можеби ќе им текне на американци да испровоцираат Кина и да испадне војна, така? Повторно ќе имате пат на пазарите. Затоа секогаш имајте што велат малку барут на страна, нешто кеш или не знам на сметка, во случај на таков тип на ситуации да се случат. И овие што тргуваат во ред, они рискуваат сами за себе. Оно што сакам да го кажеме, инвеститорите како мене, јас немам потреба да бркам пампови. Тоа што го кажувам дека корекција ќе има сигурно. И јас и понатаму ќе продолжам да внесувам на пазарот. Но мен не би ме исплашило дури и да дојдеме до ново дно, воопште. Со оглед на фактот дека имате масовна адаптација која што моментално ви ја признаваат огромни организации што пред тоа не сакаа ни да кажат дека постои крипто. А сега една од главните теми на овие организации е крипто. Имате централна банка на централните банки, дозволи 2% во секоја централна банка. Наеднаш Европската комисија испаѓа со известување дека секоја банка во Европа со новиот закон ќе има право 2% од својот буџет да биде во крипто. 2017 година не можеме ни да го замислиме тоа, а не да разговараме за светска адаптација и регулатива. Така да пак ќе напоменам, гледајте кај се наоѓаме и направете си пресметка дали ризикот на парите што ги имате и опортунитетниот трошок да си купите кола или да отидете на летовање е ист со можноста овие пари да ги вложите во нешто што за 2-3 години во овој циклус може да ви донесе многу повеќе. И повторно, не го гледајте ова како 4 годишен циклус. Ако влегувате во крипто, научете и едуцирајте се себе си за да бидете во крипто. Затоа што овој циклус нема да оди нигде. А со оглед на фактот дека ние се наоѓаме во овој дел на адаптација, вие видите кој е потенцијалот да бидете оваа сфера. Така ли? Така е, брате, апсолутно. Јас само чисто сакам една мала поента тука. Да, слободно. Да, испуштив да го поентирам тој дел. Значи, ево го шерувам тука скринот. Значи, ова е текстчето од Glassnode, преска што зборев околу овој график. Значи, тука што е трикот што пробуваат да не фатат. Ја не викам дека нема sell pressure. Значи, притисокот на мајнерите е огромен, но се збори од аспект на профитабилност и од аспект на капитулација, односно не капитулација во негативна смисла, туку во аспект на вредност. Значи, едно е кога гледаме од аспект на вредност, како макроекономска теорија, и од аспект на профитабилност, повторно како таква теорија. Значи, профитабилноста се зголемува и со самото зголемување на сел притисокот. Но тоа не значи, ова најчесто во јавноста е прифатено како дека мајнерите продаваат. Не бе, другари, не продаваат. Вредноста им се зголемила. Значи, вредноста им се зголемила и они продале колку 5% нешто да ситно да покријат трошоци, имаат и они трошоци, луѓе. Значи, тоа ми беше поентата, кога ги гледате сите вести, не само за мајнериве, туку за секаков тип на вести, прочитајте ги убаво и прецизно извлечете информацијата. Зашто го викам тоа? Многу е битно да бидеме прецизни. Тоа го научив во економијата низ годиниве како студент. Сите информации се битно како се пренесени, пошто има многу трикови и со самите тие информации се прават дезинформации, што ги викаат лажни вести едно друго, и најчесто тие што викаат дека нешто е лажна вест, испаѓа дека тоа е фактички позитивно, и тука имаме карма каша направен во целата криптоиндустрија, па и пошироко. Така да внимавајте на овие работи. Точно. Фактички ви представува позитивна вест негативно. И вие мислите дека сега ќе дојде до повторен пат, а буквално нема никаква врска тоа што ви го покажуваат со тоа што моментално значи. Но, нели, затоа е потребна едукација, затоа и мора да останете во оваа сфера и да учите. Значи, и ние учиме, и секој учи, значи секој што се наоѓа во оваа сфера, која што е на самиот почеток, мора и понатаму да продолжи да учи со цел да бидеш во текст со тоа што се случува. Без разлика дали од економски или технички или пак да речем програмерски аспект. Се е корелирано тоа, буквално. Да.
сега сакам само последниот дел да го напоменам уште еднаш, значи веќе го објасниме, но нели ќе го кажам повторно. Вака, значи ова прашање кое што го постави Сашко, значи како да се препознае нов pre-sale проект, а да не е скем. Значи вака. Прво, тие приватни проекти што ги нудат, тоа е, значи веднаш ви кажувам, 99,9% скем. Значи тоа ја ќе ти дадам тебе коин да го купиш или ќе седнеме у кафичи ќе те убедувам, слушај воа земи го, одма ви кажувам, значи тоа е 99,9% и еве оставам 0,1%. Мада е многу, како и да е. Значи прво тоа што моментално Сашко го мисли, за жал се нарекува Angel Investor. Уствари тоа представува оние акредитирани инвестори во Америка, што например сега вие како фондација, да речем, сакате да направите некој успешен проект, имате одлична идеја, но немате пари. Вие не може дури ни ICO да организирате поради тоа што немате пари. Така. Сега проблемот е што има таков тип на големи играчи, зборуваме одредени бизнисмени, компании, кои што се спремни, како што беше FTX например, да ви дадат вас почетен кеш, тоа се вика seeding round, со кој што вие барем ќе може да го започнете вашиот проект, да направите основна програмерска, да речем, блокчейн или сето тоа што треба да го направите, програмерскиот дел, и да организирате ICO, односно Initial Coin Offering. Она што моментално Сашко го баре, уствари како да станеме Angel Investor. Може да станете кога ќе имате милиони на сметка, ваков тип на проекти сами ќе ве бараат. Во превод ќе дојдат, ќе подпишат договор со вас во кој што на пример вие имате, не знам, 20% од токените, нели, уште пред да бидат пуштени на пазар. Но проблемот е што таков тип на инвестор ние не можеме да бидеме. Ја верувам дека иако постои можеби колку е тоа, едно, две лица кои што се на каналов кои што имаат таков тип на кеш, еве, да речеме дека постои. Никој од нас нема таков тип на тешки пари за вас да ве бараат. Значи да се разбереме, Angel Investor не може да бидете вие со кликнат на странава. Значи, научна фантастика. Може да бидете во pre-sale round, да речем ICO, како што е например на Binance. Затоа еве го зимам чисто да знаете како е наједноставно и да речем профитабилно за вас да бидете сигурни. Иако централизирани менувачници јас не почитувам, тоа не го менува фактот дека многу често ваквите централизирани менувачници имаат соодветни проекти кои што имаат иднина. Прост пример, еве на Binance, значи Степен, ако знаете и сами, една од оние најпопуларни апликации кои што испаднаа негде на крајот на булранот, беше лансирана на Binance, каде што луѓето кои што посетуваат, да речем, BNB или BUSD, може да ги заклучат своите пари во овој проект, во pre-sale, како што кажа Сашко, значи на некој начин вие сте учесник во ICO, со тоа што вие го стейкате вашиот BUSD или BNB со цел да фактички добиете Степен токени во моментот кога нели ќе почне истиот да испадне на пазарот. Така, со тоа што ја гледате, значи минимална инвестиција 0,1 BNB и ќе добиете, да речеме, одредена количина на Степен токени пред сите останати. Значи, барајте ваков тип на платформи, како што претходно беше FTX, еве, сега Binance има или не знам, Kraken, што и да е, каде што има таков тип на проекти, кои што, да речем, имаат соодветна приказна позади нив, таму може да учествувате во ICO. Значи, вие дозволено, значи вие ако сте купиле Степен токени, сигурно сте биле во профит, ако сте учествувале во ова. На Binance страната која ќе отидете во Earn, овдека постои Launchpad. Значи, вас ви треба Launchpad, но барајте го тоа на акредитирани менувачници, дали е тоа Kraken, Coinbase, Binance, некои од поголемите. Не одите на некои треторазредни платформи, каде што Launchpad е, не знам, некој токен што никогаш не се чули и вие нема да ги имате слушнато, но поентата е дека барем станува збор за акредитирана менувачница која што, еве, гледате, во овој момент има некој HFT, Hashflow, нов, значи, а и ово е комплетет. За жал нема. Да, и ово е finished. Сиче, значи, кога сте дел од Binance, само погледнете од време на време на Launch платформата и ќе видите кога има нови токен. Или поедноставно во Earn постои Vault, BNB Vault. Ако сакате постојано да бидете дел од ваков тип на аукции, купете си неколку BNB, ставете ги во Vault, каде што добивате API, мислам дека беше негде околу само момент, 0,35% на годишно ниво ќе добиете фактички, нели, нешто, да не биде како за ништо дека вие, но во исто време
добивате од секој проект во превод. И доле, да, во Launch Pad Rewards, во Other Rewards, да. Доколку имате BNB и заклучено ви во Vault, секој проект кој што ќе биде лансиран преку Launchpad на Binance, ќе добиете дел од токените. Колку повеќе BNB имате, толку повеќе токени ќе добиете. Значи, ова е единствениот начин на кој што јас, значи, сега можам да кажам дека е безбедно да учествувате во ICO. Иначе мора да имате голема доверба во тимот, во платформата, во проектот. Еве, гледате, овде ќе има еден куп. Значи, гледате колку. Ја претходниот bull market не знам колку токени добив така без веза, пошто имав нешто ставено. И дури имате и, не знам, фудбалски клубови. Да, фудбалски, Лацио, Порто. Лацио, имаше и други некои претходно, баш ги гледав. Како идеја? Идејата е дека најдете соодветно место кое што е Барселона исто има, кое што може да ви дозволи ваков тип на Launchpad за да учествувате во Initial Coin Offering. А за Angel Investor, извинете, ама за жал, јас мислам дека прво немаме токав капитал, а второ, ако имате токав капитал, они ќе ве бара, вие не мора да ги барате нив. Тоа е поентата. Да, одлична поента имаше, значи јас само ќе му додам на Сашко да не губи премногу време и енергија да бара такви присел проекти, дали се скем или не се, значи 99% се скем. Што сака Антонио да ти каже, да се држиш до веќе докажани, етаблирани извори. Односно, еден од нив е Binance Launchpad или Launchpool, како и да беше. Како и да е, да. Така сите да сакаме 10.000x, сите сакаме да бидеме реални. Нема кој не со традиционалниот исто пазар имаме присел скемови, а па не па да правиме муабет за крипто. Така да сакаше Антонио да ти го каже, генерално јас не би, мене ако ме прашува некој, јас не би се замарал воопшто со присел некои такви проекти, поготово не во момент каде што се уште сме во bear market. Тоа само сакам да го додам. Точно. Добро, секој останува на себе, ја ово што го знам, ако некој знае повеќе, оставете го порака како за се што разговаравме денеска нормално. И ако може, мислам дека може да завршиме пошто доста информации им дадовме, така да. Да, значи вака сега, уште еднаш пред да завршиме, само сакам да се заблагодарам и да напоменам. Значи ајде да напоменам прво. Значи луѓе, 1 час од вашето време да седнете и да добиете бесплатна едукација, за која што луѓе на вистина плаќаат многу пари, а мислам дека е, ајде не можам да кажам јас дека е бесценето, ама е корисно за вас. Значи од друга страна тоа е жалната идеологија кај македончето. Ако треба ќе ти дадам пари, ти работи ги, јас да не морам сега да седам, да учам, да се замарам. Луѓе, разберете една работа. Нема подобар профит од профитот што ќе го направите сами со сопствена едукација, со сопствен труд и со сопствено поставување и менаџирање на вашиот ризик. Не постои подобар профит. Значи тој ќе биде директно ваш профит, а не профит од типот јас ќе ги ставам парите у банка, да не ги мислам, па ќе ми дадат 1%. Па толку може кога, значи кога ќе даеш парите друг да ти ги работи, толку можеш да добиеш, да се разбереме. Додека доколку вие одвоите 1 час од вашето време за вашиот капитал, ја не можам да ги разберам луѓе. Значи за вашиот капитал, за вие да инвестирате, вие немате 1 час време да седнете и да изгледате видео, а не да седнете и да правите истражување на пазаров и да погледнете нели што треба, како треба, кој проект, како да купите, каде да го купите. Значи јас сум потрошил месеци во истражување, во учење технички анализи, во истражување на секој од овие проекти, посебно со цел да знам во што инвестирам. Значи, тешко заработени пари не се даваат така, ја не можам да ве разберам. Значи, да ми речеш дека, дај направи ово видео во 10 минути. Па брат, нема едукација со 10 минути. Нашколо часовите по 10 минути ли ви трае? Ги разбирам луѓе. Значи луѓе идат и плаќаат јадници евра да седат со сати, дури ќе ти викаве, можеш ли уште нешто да ми докажеш, а да поседиме уште воа да ми го објасниш, овде кога му даваш бесплатна едукација, он ти викаве, дај 5 минути, дај 1 сат, значи не досега 1 сат, па брат, че уред, оди имаш други, гледам има канали по 2 минути, брат. Лабаво. Да, шорт нека гледате 1 минута. 2 минута, има шорт колку сакаш, да секе научиш. Ја тука само ќе им додам, ако не кеш да го пратиш Антонио саат време, значи почне и он шортови, има и таму анализи, некои луѓе стварно немаат време сега да не им судиме. Не викам ништо, Така да има начин, ако они сакаат да примат информации, да научат, ќе го направат што и да е тоа.
Нема, знаеш како, да седам сега 1 час ја и да зборувам за времето надвор, ќе разберам. Ама ја 1 сат, друже. Значи се обидам да ти анализирам, да ти доловам информации и сето тоа, значи го правам со цел да го доловам без информација. И сад ти ми викаш, абе направи го 10 минути. Епа брат, не можам да го направам. Не бива. Како и еднаш, значи Никола, како и секогаш, ова е едно. Јас само сакам една мала поента тука со поговорка да го завршиме ова. Милувам да ги споменувам нашите стари поговорки. Ке кажат некои дека е од римско време, јас ке кажам од македонско време дека е. Значи тоа е све наследништво, односно наследство е правиот, да бидеме коректни со правоговорот, значи наследство на македонската цивилизација. И тука да не го тупам многу, сакам да кажам уствари дека човека е волк. А тоа кај нас човек на човека е волк. Значи тоа кај нас во Македонија објаснето сега зашто овој да ми го јаде лебот, абе другар, не ти го јадеме лебот. Брат, има многу лепива, пекара имаме другар, значи пекара, бесплатно се даваат кифли другар. Не знам што да кажам. Како иде? Значи тоа ми беше поентата као да не се јадеме меѓу себе, не го правиме ова за да се докажеме ние дека сме болји од некого. Значи го правиме... На се дешава. Значи во ред, луѓе инвестирале во пи, во ред. Значи така се учи, остави ги нека инвестираат во пи. Од друга страна, ако ја тебе ти кажам нешто со најдобра намера, нели? Не ти го кажам во за ти попувам. Значи тоа што луѓе не го разбираат. Една работа е критика, друга работа е конструктивна критика. Дај ми конструктивна критика со цел и ја и ти да научиме нешто. Јас ќе прочитам, ќе проверам нови информации, да, Типов е управо, гледаш, значи ме побил и јас ќе научам нешто. Од друга страна, значи не можам да си верувам коментарите на група. Добро бе, луѓе. Што ти знаеш? Кој си ти? Па ти цело време, значи луѓе, секој има право на мислење. Не го сваќајте тоа негативно. Лично го сваќаат. Тоа е проблем. Заедница да допринесе секој да научи нешто. Сега во ред, ќе има информации како пи, ќе има информации како додж. Тоа е нормална работа. Но не го менува фактот, немој да се врегате еден со друг. Поентава е дека секој е тука за истата работа, профит. И како што кажав, значи другарче, што вика К15. Замислете дека моментално сте у библиотека, пошто не може да кажеме дека сме у казарница, у библиотека, така. И ќе читаме, значи имаш книги колку сакаш, има книги за сите, другарче, така. Значи земете по една книга сите и читајте, урете, нема потреба, има доволно книги за сите, така. Уште еднаш, Никола, како и секогаш ти благодарам многу. Јас мислам дека барем јас сум доста задоволен. Исцрпив емисијава апсолутно. Да, хардкор како и секогаш и уште еднаш ќе заблагодарам на самата група. Поздрав до Македонија. Повеќе. Се извинувам, пака технички проблеми за крај, така се на крај, така да нема ми замерат многу. Поздрав до сите гледачи и до групата, така да нема што да должам, тоа беше, пратете на следна емисија. Како и секогаш, значи со ова завршуваме нашата емисија, се надевам дека ви се допадна. Нормално, идејата е дека работиме за заедницата и се надевам дека тоа ќе го цените. Единствено што бараме од вас е, значи, бидете активни со нас. Ова што го разговараме слободно, учествувајте со коментар. Ако нешто сме кажале погрешно, поправете ни и ние учиме од вас. Идејата на заедницата е да научиме еден од друг, да се поставиме подобро во следниот бул маркет. Профит е поентата. Работете заедно за да го споделиме сите. Благодарам уште еднаш, се гледаме во следната емисија и имајте добар ден. Поздрав од Криптогемиџија.